Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е отворено студио 1 на 1 телевизија. Денеска е понеделник, 13 мај. Јас сум Сашо Ордановски. Традиционално секогаш во столчето во студиото во понеделниците, вообичаено во вторниците е колегата Чомовски, така што утре ќе имате задоволство со него да го споделите барем овој вечерен дел од програмата на отвореното студио на 1 ТВ. Денеска ќе имаме една занимљива програма се негдека до 11 часот навечер. Ние до дневникот ќе направиме една добра анализа со колегата Дејан Андоновиќ околу настаните што се случуваат во врска со американско-кинеските и американско-иранските односи. Потоа ќе следува дневникот на 1 ТВ, централното издание, во кој што ќе имаме и вклучување во живо од едно место за кое ќе видите каде е. Потоа ќе следува традиционално понеделничкиот термин на колешката Анета Кочишки. Овој пат имаме задоволство да нејзин гостин биде прославениот југословенски, потоа и американски кошаркар Дино Раџа, кој ќе разговара со колешката Кочишки. Во вечерниот дел од дебатата политичка негдека околу 10 часот мои гости ќе бидат колегата Александар Димитров, бившиот министер за надворешни работи на Република Македонија и денешен колумнист во неделникот Фокус, како и колешката Александра Митевска од Независен вестник, со кој ќе направиме еден мал сумарум од вчерашната промоција, практично востогичување на председателот Стево Пендаровски, анализа каде одат трендовите во Македонија. Мислам дека потоа на крајот ќе завршиме со вечерното издание на вестите и мислам дека со тоа ќе заокружиме една вечер во која што ќе имате прилика да слушнете од неколку агли за разни тековни, актуелни настани и малку за нешто со што ќе се преокупира нашата внатрешно политичка па и надворешна политичка агенда во неделите и месеците што доаѓаат. Сепак ќе тргнеме со еден прилог кој што денеска ја направи, со еден прилог кој што го направи денеска колешката Лепа Џундева, бидејќи таа присуствуваше на конференцијата во Скопје, една голема конференција на невладини организации, think танкови, значи институти кои се занимаваат со размислување за политичката реалност во овој регион, конференција на think танкови на Западниот Балкан во организација на Институтот за демократија Societas Civilis од Скопје, поддржан од Институтот за источни политики од Варшава и од Министерството за надворешни работи на Република Полска. Предлагам да го погледнеме тој 15-минутен прилог на колешката Лепа Џундева, бидејќи гостинот во дневникот ќе ни биде господинот Андри Женорски, заменик министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија, кој што беше и еден од отварачите на ова заседание на таа конференција. Со него ќе поразговараме за некои пошироки аспекти на нашата надворешна политика, а потоа ќе се вратиме во студиово после прилогот на колешката Лепа Џундева со колегата Дејан Андоновиќ да поразговараме малку за она како што изгледа се компликува ситуацијата во односите меѓу Америка и Кина, се компликува ситуацијата во односите помеѓу Америка и Иран и мислам дека тоа може да биде потенцијално новото светско жариште кое што доколку нешто итно не се направи ескалира практично од час во час. Но пред се Лепа Џундева со прилогот за денешната конференција на западно-балканските think танкови која што се одржа во Скопје. Северна Македонија и Албанија ќе добијат позитивен извештај од Европската комисија со чиста и безусловна препорака. Сепак добивањето датум ќе остане во рацете на земјите членки на Европската унија. Ова го порача заменик директорот за соседство и преговори за проширување на Европската комисија Макије Поповски и најави дека до самиот крај ќе биде тесна трка. Се надева на вистинските одлуки кои ќе донесат јасна перспектива за земјата. Commission will not be late with this annual progress report, I mean the enlargement report. It will be Европската комисија нема да доцне со извештајот за проширување кој ќе биде објавен за 2 недели од сега. Ќе биде многу тесно за земјите членки да се предомислат и да донесат одлуки во јуни, но се надевам дека ќе ги направат вистинските одлуки. Комисијата веќе има препорачано да се отпочнат преговори за Северна Македонија и Албанија. Тоа планираме да го кажеме повторно. Чист извештај и за двете земји. Ние сме во рацете на земјите членки и се надевам кога ќе се сретнеме повторно, вие ќе бидете таму. Јас сум убеден дека тогаш се надевам ќе имате добра приказна и јасна перспектива. Полскиот заменик министер Шинковски истакна дека нашата држава во последните неколку години направила вистински чекори, но одлуката за членство не зависи само од една земја. I hope it will be possible
Се надевам дека ќе биде возможно. Мислам дека перспективите се многу оптимистични. Тоа не е моја одлука или одлука на една земја, туку на многу. Сметам дека за отворање на преговорите не треба да чекаме премногу долго. Јас гледам дека Македонија направи голем чекор напред во изминатите години и тоа го зборувавме за време на мојата посета тука, како и за време на посетата на заменик министерот во Познан. И јас можам само да ви честитам за овој чекор напред кој го направивте и ние сакаме да ве поддржиме во сите ваши обиди напред. И покрај тоа што Северна Македонија и Албанија се ставаат во ист пакет, се очекува во понатамошниот процес земјите да се гледаат одвоено и секоја според заслугите и спроведеното да го обезбеди своето место. Мислам да се ипак земје гледају одвоено. Јас мислам дека земјите сепак се гледаат одвоено. Постои можност Европската унија да отвори преговори со Северна Македонија, а да не отвори со Албанија. Мислам дека ние тоа сега го гледаме во пакет, затоа што во моментот се на некое исто ниво во процесот за пристап на Европската унија, но тоа не мора да значи дека во понатамошниот процес земјите ќе бидат заедно. Србија и Црнагора беа слични, па еве Црнагора има преку 30 отворени поглавја, а Србија 16. Така да тоа е двојно повеќе. Иако во овој момент ниедна земја од Западен Балкан не е подготвена да стане земја членка на Европската унија, сепак она што би бил одличен сигнал е кога унијата би ја наградила Северна Македонија со отворање на преговори за сето тоа што го постигна земјата во изминатите 2 години. Со тоа би дал еден кредибилитет и јасен сигнал дека сакаат да го видат Балканот како дел од европското семејство. Топката е сега во дворот на унијата. Комплексен е моментот. Имаме избори во мај. Во јуни веќе ќе се формираат новите институции, но сметам дека европските лидери ќе имаат визија да ги препознаат напорите и реформите кои Северна Македонија ги спроведе. Во јуни сите земји членки на Европската унија да дадат зелено светло, а Брисел конечно да го објави доделувањето на датум, порача Жерновски. Земја има солидно досие кој што ни овозможува да бидеме оптимисти, како што и можевме да слушнеме. Република Северна Македонија за многу краток период докажа дека е успешен модел во Западниот Балкан и дека ние не сакаме да зборуваме за замрзнати конфликти, туку докажавме дека всушност постојат замрзнати решенија и докажавме дека тие историски конфликти може да ги претвориме во едно пријателство и голема предност. Се разбира, таа одлука не зависи само од нас, зависи од тоа како ќе биде исходот на изборите за Европскиот парламент, меѓутоа очекуваме се да победа на проевропските сили кои што работат на обединување и единство на континентот и пак ќе кажам уште еднаш оптимисти сме дека конечно ќе го добиеме датумот за преговори. На форумот на аналитички центри кој е во рамки на Берлинскиот процес под полското председателство, експертите од регионот дебатираа за зајакнување на европската интеграција на Западен Балкан. Настанот обединува и да собира аналитичари, политички експерти од целиот регион, кои што би требало на темите од опфат на Берлинскиот процес да дадат свој инпут како регионот да оди понатаму во заемната интеракција. Процесот, Берлинскиот процес, како што знаете, не е замена на проширување, туку е негово надополнување. Тој на некој начин го држи во кондиција, го подготвува и поттикнува Западниот Балкан да се интегрира, да соработува на полиња од енергетика па све до соработка со младите. Берлинскиот процес е инаку заедничка иницијатива на 10 ЕУ земји, 6 држави од Западниот Балкан и Европската комисија, која пак дава поддршка во процесот на евроинтеграциите на западно-балканските земји, а придонесува и за интензивирање на регионалната соработка. Телепа Џундева ни прераскаже како изгледаше денешниот тој собир на невладини организации, think-танкови институти кои што се занимаваат со анализа на општествено-политичките односи на Западниот Балкан под покровителство на Берлинскиот процес и Министерството за надворешни работи на Полска. Ние во дневникот ќе го имаме господинот Жерновски за малку по-општен разговор за некои надворешно политички актуелни теми што се врзани за Македонија, се разбира дека се работи за Европската унија и за ова што денеска се разговараше на конференцијата. Меѓутоа остануваме се уште во водите на меѓународната политика, бидејќи со мене е Дејан Андоновиќ, колегата со кој што ќе поразговараме 10 минути Дејане пред како вовед во централното издание на дневникот за ова што се случува во иранско-американските и иранско-кинеските односи, бидејќи гледаме дека таму има една ескалација која што почнува да загрижува. Јас денеска гледав дека практично берзите во цел свет забележуваат драстични падови, сите се во црвено,
Вика, и тоа е некакво загриженост пред се заради лошото одвивање на преговорите за трговските односи помеѓу Америка и... Пропагањето би рекол. Да, Би рекол се пропагање. уште мислам дека се обидуваат, се уште се тактики во прашање, си ги пробаат мускулите, што се вика. Ќе видиме како ќе продолжат. Меѓутоа, до вчера, завчера се мислеше дека ќе се најде некаков договор, сега се заостри. Трамп направи радикален еден чекор, Да. ги зголеми царините на 25%, практично 600, ми се чини дека беа милиарди долари, подигнати царините. Од друга страна, денеска Кина возврати, направи контрамерки, исто воведе 25% царини. Ми се чини, сгрешив, не беа 600 милиарди, него 200 милиарди од страна на Соединетите Американски држави. Кинезите утринава соопштија 60 милиарди, така да тоа се некои огромни цифри. До завчера имаше некоја надеж, како и самиот што кажа, но Трамп направи брз потег, онаков блицкриг, одедношка како не ги суспендираше овие преговори, но одедношка воведе царини, сакајќи да ја дисциплинира Кина. Се разбира, има и зошто е тоа така, има шпекулации што е причината, но ќе видиме во наредните денови дали... Многу е занимлива таа ситуација, бидејќи Кина и Америка се во последните 10 години стана неверојатно економски поврзани. Од една страна Кина извезува десетици, стотици милиарди евра своји производи на американскиот пазар, кои што се разбира дека се значително поевтини од некои од стратегиските производи кои што се произведуваат во Соединетите Американски држави. Од друга страна, мноштво компании од Соединетите Американски држави, како и цел свет, имаат огромен пазар кој што расте со понекојаш дури и дупли, овие, како да кажем, double digit, што викаат. Да, но има и ефтина работна сила, американците. И огромна ефтина работна сила. Така што оваја игра на нерви, би се рекло, може да ги чини сите многу, со тоа што кинезите вчера стартува една многу занимлива пропагандна кампања вчера-завчера, купувајте кинески производи. И сега е тоа еден бран од на социјалните мрежи поддржан да не се купуваат американски производи. Каде што се предвидувањата, во кој правец ќе се одвива сето ова? Неизвестно е. Неизвестно е. Американците сакајќи нели да искористат ефтината работна сила и на некој начин да направат поголем профит, тоа беше меч со две оштрици, да го упростиме проблемот. Кинезите има ефтина работна сила за американски производи, го копираат, тој ги копираа нивните производи. Ете, еден iPhone, ке го подсетам само дека зошто да го платиш не знам колку долари во Америка, кога можеш истиот тој 3-4 пати поевтин од истиот тој iPhone, Huawei или Xiaomi или веќе не знам што. Мечот со две оштрици, бумерангот ги удри американците и оттаму и дојде тој проблем меѓу трговската војна, односно правата на индустријска собственост и заштитата. Што инаку тема која што се дискутира со Кина повеќе од една деценија. Повеќе од една деценија, но им се прогледуваше низ прсти, Им се повторно ќе прогледуваше низ кажам, прсти, така беше ефтина работна сила, американскиот голем газда. пазар. Да, американците си велеа зошто на американците да им даваме нели толку и толку плата, кога кинезите многу поевтино ќе го работат тоа. Дојде до таа трговска војна, самиот Трамп во својата предизборна кампања најавуваше дека ќе се пресмета со кинеската економска надмојка во светот, бидејќи кинезите агресивно има офанзива, зборувам економска офанзива, и он сега тоа го спроведува. Но јас повторно ќе кажам, Сашо, можеби е тоа мое размислување, го делат и голем број на светски аналитичари, дека практично ова со Кина влече корени пред се нејзиното сојузништво со Иран и Северна Кореја. Ке подсетам, со Северна Кореја дојде до една рунда на преговори и смирување на страстите. Од пред 2 недели се радикализира, пропадна се. Ким Јонг Ун продолжува да прави ракетни нуклеарни пороби. Се знае кој му е најголем сојузник. Тука е Кина. Од друга страна и Иран и иранската нафта исто. Ке подсетам дека тие две земји се оние преостанати држави од оската на злото кои беа оквалификувани или инкриминирани од страна на Бушовата администрација во 2002 година по нападот нели на Њујорк и Вашингтон на настаните на 11 септември. После тоа Буш и неговата администрација го обвинија Иран и Северна Кореја како земји кои го поддржуваат тероризмот и се оска на злото. Беше урнат режимот на Садам Хусейн, со Иран се надмудруваат сите овие години, а со Северна Кореја се обидува да направат мировен договор, но очигледно се падна у вода, ние сме
сега и сведоци на тоа изминативе месец дена. Вториот состанок на Ким Јонг Ун и Трамп пропадна. Ким Јонг Ун од прошлата недела почнува секојдневно да прави нови ракетни проби, први по 2017 година, што само укажува дека очигледно Трамп сака да се пресмета со овие земји од доската на злото, а нивниот главен, би рекол, поддржувач, ако не и спонзор е Кина, па оттаму удира на Кина економски. Парадоксална е ситуацијата, бидејќи едно од главните предизборни и изборни кампањи на самиот Трамп беше дека Америка не треба да учествува во прекуокеански војни, бидејќи тоа ја чини многу и така натаму. Тоа е сите американски. Од друга страна, идната година е претседателски избори во Америка. А него му е веќе покачен рейтинг од очигледно дека, како викаат, која не знаеш што да правиш во внатрешната политика, никогаш не е лошо ако си светска сила, малку да ги заостриш со односите во надворешната. Но Трамп де факто ја остварува својата програма која што ветуваше, а тоа е дека ќе ги врати американските компании во Америка, за да можат да има вработување на, се разбира, на американците, наместо тие пари кои што би останале во Соединетите американски држави, да одат на ефтини работни сили во... И да има мал профит на одредени луѓе, а не државата како држава. Така и да државата може да собира и даноци и така натаму, што има една логика, таа е неолиберална капиталистичка логика, меѓутоа таа има домашна агенда. Сепак ова сега полека, како што и самиот вели, се преселува и во односите помеѓу Иран и Соединетите американски држави. Кога да доаѓа до точка на вриење. Од вчера гледаме една ескалација значителна. Таму е веќе упатена една цела ескадрила на чело со еден од носачите на авиони, Абрахам Линколн во водите блиску до Иран. Вчера ноќеска имаше веќе инциденти со неколку цивилни танкери, мислам дека се 3 на Саудиска Арабија, 2, еден мислам дека е на Норвешка. Да, што... саудиските беа спорни многу, бидејќи Иран, според оценките на Иран, тоа беше обид на западните сили да исценираат дека можеби Иран направил саботажа. Информациите се дека има некаква саботажа, никој не знае да каже што точно се случува. Меѓутоа саудиците кои се инаку огромни непријатели и религиски, и политички, и економски со Иран, значи можеби најконфронтирани се, нели, сунитските Саудиска Арабија и шиитскиот Иран, сепак и самите призна дека Иран не стои за тоа, па сега она последно е што Техеран вели, а кој го направи, кажете веднаш. Бидејќи се случува во Ормудскиот Мореус, само сакам да кажам за гледачите, Ормудскиот Мореус е контролиран од Иран и според проценките околу 40% од вкупната достава и промет на нафта и танкери поминува токму од таму. Па од таму ако дојде до некаква воен конфликт, Иран се закани логично дека ќе го затвори Ормуд, а затворањето на Ормуд ќе влие врз целиот свет, ми се чини, со снабдување на нафта. Ама тука е математиката врз кого ќе влие повеќе. Па добро, бидејќи да не заборавиме, американците се сепак најголемата светска сила у производство на нафта, добро, и... како резерви и така натаму, и веројатно играат на како да кажем, на работот таа оштрица. Па Трамп веќе најави дека недостигот на резервите на нафта ќе го надокнади преку зголемено производство на нивниот сојузник Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати. Но повторно ќе кажам, самиот и ти кажа, изминативе денови има галопирачко зголемување на тензиите кон Иран од страна на Соединетите американски држави. Велат у историјата секој американски претседател има своја војна, па се велеше дека ако Буш му беше Афганистан и Ирак, ако на Обама која и беше војна Либија, ми се чини, на Доналд Трамп ќе биде војната у Латинска Америка, нели со оние мигрантски, да го дигнат зидот, да ги стопира мигрантите, па Венецуела, и одеднашка од нигде никаде се врати на, ми се чини, стара републиканска идеја да се реши Блискиот Исток, односно Иран и оној режим, нели, во Техеран, кој е останат исламистички од 1979 година. Сепак, Сашо, американците не им простија на иранците она што се случи со уривањето на иранскиот шах Реза Пахлави про американскиот, нели, шах и со доаѓањето на ајатолахот Хомеини на власт. Па во меѓународната политика нема простување и непростување. Има една динамика која што секојаш продолжува да се одвива без разлика на поразите и победите во одредена фаза. Мене оно што ми е интересно е дека Трамп, кој допред 2 месеца не ни споменуваше дека ќе оди на втор претседателски мандат, сега нели на половина, па одеднашка човек кој имаше стварно низок рейтинг, изминатата недела по овие, ми се чини, карти на се или ништо, како што е Венецуела, Либија, Сирија се повлекувам, не се повлекувам, трговската војна,
негледањето на исто рамниште со Европската Унија, сега е Иран актуелен, затегнувањето со Турција и Русија, му се качи рейтингот на 45%, што му е рекорден рейтинг за него, инаку е се уште релативно понизок споредено. Што е подготвен понатаму, веќе споменеме, јас и ти разговаравме пред малку пред да влеземе во студиото, утре се среќава со Орбан и со оние, би рекол, малце поултрадесничари во Белата куќа, значи со Виктор Орбан, ми се чини со Салвини и со уште не знам кој, да направат Полска, заедничка, мислам, полскиот представник, да направат заедничка антимигрантска политика Европа и Соединетите Американски држави. Очигледно е тоа во пресрет на европските избори, бидејќи се зајакнуваат позициите, бидејќи тие знаеш дека сакаат да формираат своја собствена пратеничка група во Европскиот парламент. Која ќе се бори против мигрантите. Да. Само кажа дека Трамп оди на се или ништо, последните информации должни сме да кажеме и тоа, дека упатен еден носач на авиони во близина на кинеската територија. Тоа е на онаа раздалечина која треба да биде, но се зголемува военото присуство во близина. Истовремено Турција одржува најголеми морски маневри на неколку мориња. И сега имаме картата Јужното Кинеско море, каде што исто така има нафта, има американски носач на авиони, ке подсетам, носач на авиони не е само носачот, тоа значи и 10 борбени бродови, 20 подморници. Тоа е огромна флота. Цела флота, војска од 2000 маринци најмалку, кинезите го зголемуваат, имало доближување на два борбени брода, според информациите. Во исто време воени маневри прават сојузниците на Соединетите Американски држави и толку не сојузници, колку конфронтирани со Кина, како што е Јапонија, Филипините и Индија. Тука прават воени маневри на еден мал простор, би рекол географски, многу војска, многу вежбање и многу демонстрација на сила, што само укажува, јас секогаш велам, кога се прават воени маневри, доволно е еден од тие да утне, да пукне, да погоди и да направи војна. И ќе потсетам повторно Северна Кореја, која неконтролирано ми се чини на секој 2-3 дена гледам истрелување по некоја ракета која патува до 3000 километри. Добро, што е право, мислам дека кинезите не се сосема во состојба да контролираат Северна Кореја, бидејќи ти имаат одредено влијание, меѓутоа таму постои режим кој што е до известна смисла и неконтролибилен. Кадам едно затегање, дури американските коментатори, не само американските аналитичари, се плашат дека во вакви ситуации може да дојде и до случајно избивање на војна. Бидејќи може да се случи некакво недоразбирање, инцидент од кој што после нема враќање. Но интересно се и шпекулациите кои се велат, ќе потсетиме само дека државниот секретар Помпео требаше да отиде во Москва денеска да се сретне со Путин. Предходно одложи патувањето за Британија, сега го одложи Путин, го остави за утре, да се сретнат во Сочи, но отиде во Брисел да се види со лидерите на земјите членки на Европската Унија. Повторувам, не на Европската Унија, туку лидерите на земјите членки на Европската Унија околу тоа да се утаначат што со Иран понатаму. Ке потсетам, санкции има иранската нафта, одредени западни сојузници, зборувам, за европјаните се противат, сакаат да ја купуваат ефтината и квалитетна иранска нафта, од друга страна Соединетите Американски држави наложуваат, не смеете да купувате иранска нафта, а ако ви треба ќе се купувате од нашава Саудиска Арабија. Односно ќе паднете под санкциите што ги имаме воведено против Иран. И денеска се координираат, се уште нема информации што е и како е, утре со таа координација со Британија, Германија, Франција, да не ги набројувам, Помпео треба да отиде и да ја укори Русија и да каже прекинете да ја браните Исламската република Иран, време е да падне тамошниот режим. И последните информации велат дека американците, она што го пратиле како воена опрема и воена флотила е подготвена за некоја мала инвазија, што укажува дека можеби може да дојде до некаква, би рекол, воена ситна интервенција. Но повторно ќе кажам, Иран има големи сојузници. Не само тоа, туку Иран е огромна земја со многу народ и со огромна војска и не верувам дека ситни интервенции може да се изведат во Иран, но ќе оставиме да видиме што ќе се случи. И да се надеваме дека сепак се дига едно рискантно ниво. И ќе потсетам уште нешто, станувам должен она што го разговаравме, советникот за национална безбедност Џон Болтон, ќе потсетам, е човекот кој 2002 година беше во Обединетите нации, кој заговараше воена инвазија врз Ирак, беше член на администрација на Буш, која ги посочи Ирак, Иран и Северна Кореја за оски на злото. Според шпекулациите на американските медиуми кои се релевантни, ќе кажам, повторно мора да има некакво, кај што има Чад, има и Оган, дека целата оваа приказна за ствари стои Џон Болтон
Тој е инспираторот на оваа нова, би рекол, блискоисточна, па може би и глобална криза. Јас кога би се прашувал би рекол дека тој сепак спроведувач на некоја друга инспирација, бидејќи таму сепак стојат огромни други интереси. Огромните интереси сака да ги убрза. Така е, да, кои што се од војната индустрија, од економските сили, не се тие да не се во право за некои работи, бидејќи де факто некои однесувањата и на Иран исто така се проблематични. Се проблематично, но ајде кога веќе го прошетавме светот, ќе го споменеме Израел, таму Бенјамин Нетањаху по пети пат, ултрадесничарот Нетањаху по пети пат стана премиер. Имаше огромна поддршка од страна на Трамповата администрација. Уште тогаш се шпекулираше дека Трамп има интерес да остане Нетањаху во Израел, бидејќи главниот удар, иако беше планиран преку Турција, но Ердоган им избега лево-десно, кон Русија, главниот удар се очекува врз Иран да биде изведен токму од Израел. Се надевам дека нема да бидеме во ситуација деновиве или неделиве што доаѓаат да мораме да коментираме нова некаква војна криза, меѓутоа поставени се коцките на или пак сакате фигурите на таблата, па ќе видиме како сега ќе за се сега игра. се разместуваат потезите, па ќе видиме Така кој е. каде ќе се сопне. Почитуваме гледачи, ние имаме уште 6 минути до централното издание на Дневникот. Останете со нас, се гледаме во 8 часот повторно во отварањето на Дневникот.